Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за романот Куина од Банана Јошимото. Банана Јошимото е современа јапонска писателка, а очигледно Банана не е вистинското име. Ги имав среќавано нејзините книги во книжарници на англиски. Позната ми беше како писателка и овој роман Куина на интернет имам читано за неа. Познато ми беше и ова постаро издание на издавачката Куќа 3 од 2004 година. Меѓутоа, дали имав негде прочитано коментар на Goodreads или не знам, негде на интернет, дека во овој роман се занимава со, не знам, вознемирувачки или не знам какви теми. И некако тоа веројатно ми останало во глава и некако не ја земав предвид да ја прочитам. Меѓутоа, сега најдов и ја земав на старо и си реков, куса книга е, кус роман, има некои 120 страни, кам зошто да не ја прочитам. И ја прочитав и ова е еден од оние романи кои што не е ова некако фантастичен роман или не знам некакво ремек дело, меѓутоа од оние романи кои што имаат нешто и нешто ќе чепнат во вас, нешто ќе ви отворат некоја перспектива можеби. Значи го прочитав романов, има 120 страни, меѓутоа интересното е што и тука и во сите изданија и на англиски првите 120 страни се Куина, романот Куина, поделен во два дела и има додатно како еден кратка куса, нека новела или така расказ, наречен Месечева светлина, кој што заедно секогаш се издава, не е поврзана приказната. Меѓутоа, има нешто кај јапонците што ги прави посебни. Не треба човек да генерализира, меѓутоа има некаква си понекогаш и чувство на нека атмосфера во нивното опишување, во нивните романи, некогаш е чувство на меланхолија присутно кај јапонските автори, меѓутоа имаше нешто што во овој роман, значи не ме воодушеви, меѓутоа имаше нешто што ме натера веднаш после неколку дена уште еднаш го исчитав романов. Може да си го дозволам тој луксус затоа што има 120 страни, се чита за не знам 2 сати, 3 сати. И решив да снимам видео и да едноставно да се обидам да го пофатам тоа нешто. Која е идејата? Тоа ми е обично кога читам романи, не секој роман е очигледен во смисла која е главната идеја или тема во романот. Некои романи ќе ве натераат да размислувате и да го барате таа централна идеја, значи зошто е напишан романот, што е бил првиот тригер и сега нормално јас можам да донесам некои мои заклучоци, може тоа да е погрешно, меѓутоа самата таа потрага и самото тоа што ме тера да размислувам ми е интересно, да едноставно да се обидам да ја лоцирам, да ја пофатам главната идеја. Зашто станува збор во романов? Значи, една млада девојка по име Микаге Сакураи живее со незината баба, значи како мала, како дете ги загубила родителите, и расте незината баба и сега кога ќе почне незината баба, веднаш неколку дена после тоа таа се чувствува загубена, се чувствува осамена, значи ги загубила сите што ги има на овој свет. И доаѓа на врата кај неа едно момче што го познава од факултет, Јуичи Танабе, и тој вели, баба ти таа знае дека тој работел во една полувременно во една цветјарница, каде што баба и нонстоп одела таму и многу го сакала и бил мил, изборувала дома за него. И тој ти рече, зошто не дојдеш кај нас на гости и може и да се преселиш кај нас ако сакаш, знаеме дека ти е тешко, јас живеам со мајка ми. Микага ќе отиде уште истата вечер на гости кај нив, во нивниот убав стан на 10-ти кат со прекрасен поглед, со широки прозорци и раскошен стан. И фасцинирана е веднаш од нивната Куина, затоа што, како што вели таа во самите први реченици, вака почнува романот, таа вели, местото што го сакам најмногу на светот е Куината. Не е важно каде е, не е важно каква е, ако е Куина, ако е место каде што се подготвува храна, за мене тоа е доволно. Идеално би било да е добро опремена, со многу куински крпи, суви и безпрекорно чисти, бели плочки што ја одсјајуваат светлината тинг-тинг. А Куината е нешто што е многу важно на Микаге, значи таа се чувствува безбедно во Куината, таа е незиното безбедно место, дури кога првите вечери откако баба и ќе почине, таа си го довлечкува креветот до самиот фрижидер во Куината и тука спие и се чувствува безбедно. Таа е фасцинирана од нивното место, ќе се појави мајката на Танабе, целата таква весела, ведра
И Микаге е воодушевена, но има нешто кај оваа жена што е посебно, што е поразлично. И таа ќе се поздрави и рече: "Те молам остани слободно кај нас. Јуичи ми кажа за тебе" и така натаму. Морам да се вратам на работа, работи во ноќен клуб. Се враќа и Танабе ја прашува: "Приметуваш нешто кај ми, како ти се чини мајка ми, дали приметуваш нешто?" Не, меѓутоа е многу интересна жена и така натаму. Вика: "Па мајка ми или поточно да речам татко ми", вика, затоа што таа порано беше маж. И всушност тој кажува дека незината мајка всушност порано била маж која што ја загубила својата жена или мајката на Танабе и во еден момент одлучува да стане жена. И сега денес ние би ја нарекле трансродова жена или трансгендер жена, меѓутоа во 80-тите години веројатно тоа е жена која што порано била маж, одлучува да стане, прави некакви операции и Микаге се чувствува безбедно во нивниот дом, ќе почне да живее таму, ќе се пресели. Тие се многу интересни, значи на некој начин можеби резервирани, со тага носат во себе, меѓутоа се многу спонтани, едноставни, и така готви за нив, ужива, се спие во дневната соба и тоа семејство станува исто така едно безбедно место каде што целата таа тага или осаменост што ја носи на некој начин ја прави да ја биде полесно. Значи Микаге ќе помине 6 месеци со овие луѓе, подоцна ќе се одсели од таму, ќе најде работа како помошничка асистентка во школа за готвење, таа обседната со готвењето ќе го напушти факултетот и продолжува приказната натаму до својот крај каде што завршува на фантастичен начин. Значи многу ми се допадна како заврши. Има 1-2 пресвртни моменти кои што се важни во овој роман, иако е кус роман, кои што нема да ви ги откриам во случај да сакате да го прочитате. Меѓутоа, она што ме натера на размислување и она што ми се одвои во овој роман и што ми остави некаков печаток се неколку нешта. Всушност, и самата Микаге е многу тажен лик, многу осамен лик и таа носи една голема осаменост и загуба и на моменти не сака да живее. Истото го наоѓа и кај Јуичи Танабе. Значи човек кој што е повлечен и носи некаква тага во себе и на моменти тој на друга личност ќе рече: "Не би сакал да ја повлечам со себе" и така натаму. Меѓутоа, кога се заедно и кога таа е во тој дом, се чувствува безбедна. И има 3 нешта кои што се важни, мене ми беа важни, не толку за разбирање на романот, колку што ми се истакна, ми се издвоја како. И можеби најважното нешто беше што Микаге во еден момент, додека си размислува, затоа што е раскажано во прво лице, нели таа раскажува, сваќа дека си вели во животот има многу убави моменти, а во животот ќе има многу лоши моменти. И не можеме ништо да направиме во врска со тоа. И дека треба да го прегрнеме животот и да го живееме. И тоа доста екзистенцијалистички звучи. Меѓутоа, тоа ми беше без разлика на болката и осаменоста, без разлика на неговата осаменост и тага и болка, во нивната осаменост и болка тие може да се најдат и да се роди љубов и да едноставно да бидат заедно, едноставно да го прифатат животот таков каков што е. Тоа беше значи трагично чувствување на животот да се прегрне како суштински дел од самото постоење. И тоа мене беше најубавото нешто и можеби за тоа ме натера да размислувам. Второто нешто што е клучно за животот на Микаге е таа радикална прифатеност без да се очекува нешто од неа, што ја наоѓа кај Јуичи и кај Ерико, која што е larger than life, која што е целата ведра, целата таква, иако си има своји болки и така натаму, и тоа ја трансформира и помага и целата таа идеја за кујната како едно безбедно место и помага да се соочи со сите контрадикторности и во животот. И третото нешто е всушност љубовта, дека љубовта не е само некакво моментално чувство, туку таа е некогаш и избор. Едноставно, и веројатно најдобриот избор е да се избере да се љуби и да се прифатат, нели, и во љубовта сите контрадикторности, сите лоши и добри моменти што ќе дојдат со тоа, да се прифатат. И во таа смисла, ова ми беа 3 нешта што ми се издвоја во овој роман, во кој што ја реков, додека го читав и сето тоа, јазикот на Јошимото и на начинот на кој што пишува за сета тага која што е собрана и осаменост во овие ликови, е скроз не е сентиментални. Додека читав и нели почнав да читам 10-20 страни, кам банана. Значи не се пишува вака, треба да
полека да развиеш за нивниот внатрешен свет и нивните емоции, па да не знам, да биде тоа сентиментално, па да предизвика чувства во нас. Не. Значи, во таа смисла, уникатен е начинот на напишување на Банана Јошимото. Таа зборува колку и Микаге и Јуичи се тажни, не знам, им тежи постоењето и така натаму, меѓутоа тоа е со еден едноставен, неоптоварен јазик и тоа на некој начин прво ме изнервира, ме испровоцира, меѓутоа после сватив дека тоа не губи, не ја одзема ништо од тежината на приказната и тоа беше нешто уникатно за овој роман. Така што ако можете да го најдете романот, има еден интересен филм, не интересен филм, туку филм базиран на овој роман, кој што го има на YouTube, меѓутоа филмот е супер, меѓутоа има една огромна разлика, сега не звучи да, ама не е како во книгата, има една голема разлика во филмот, меѓутоа може да го дзирнете со превод, супер е. Океј, доста беше за Куина од Банана Јошимото, кус роман кој што ме убаво ме испровоцира, да ме поттикна да споделам неколку мисли, споделам неколку збора. Ако имате прилика да го најдете, читнете го. Во секој случај, чувајте се, читајте добри книги, се гледаме наскоро со наредното видео. Чао!